Го сменив спортот, дојдов кикбокс пробав, вториот тренинг излегов и реков јас сакам да бидам тука прва во Европа. Тоа ми беше целта. Ау, ја мислев сите ме знаат, јас се извинувам. Јас сум Стефани Тодорова, кикбокс трета освет 2015, сегашен тренер и мајка, најважно. Има повеќе приказни. Приказната ми се менува секој пат откако ја родив ќерка ми, значи се менува. Значението се зголемува на сите тие работи што сум ги правила досега, спортот, љубовта, вложувањето, дисциплината, начинот на функционирање, учење, растење како човек. Сега уште повеќе го гледам како важно, го реализирам како важно и растам како човек уште повеќе ако е можно. Мојата приказна во спортот почињала од 4 години со гимнастика. И 37, односно 33 години подоцна, се уште трае, но во други сфери од спортови. После гимнастиката пројавив интерес доста за кошарката и 7 години младенци, кошарка, прекрасно искуство, прекрасни луѓе и ден денеска пријателки доста блиски. Но самото тоа незадоволство од аспектот на ако може еден колектив да направи волку, што може една индивидуа да направи. Самото тоа, па да речеме и своевидно незадоволство од аспект на колку можам јас да видам, не можам да видам во колектив, нели? 2 години подоцна станав трета во свет, кој уште поголем резултат. Од кој што самата пред себе си го поставив како предизвик и општо и на светски, нели, рангови. Во последниве години што е доста многу за пофалба, интересот кај жените во овој спорт и по резултати и општо како интерес обстојува на многу високо ниво, што е огромно задоволство представува кај мене како жена која што кога почнуваше во моите почетоци немав толку многу девојки кои што го тренираа овој спорт. Самото тоа отежнуваше од аспект на спаринзи, односно требаше да правам спаринзи со машки. Самото тоа што естрогените и тестостерон знаеме дека не се иста работа, ти предизвикува потешкотија. Од една страна е поголем растот, ментален и физички, кога ќе успееш да надминеш нешто што медицината ти вели дека е тешко, дека не можеш се осеќаш полн. Од друга страна сите тие можности си велиш што би било доколку би имало повеќе жени, повеќе заинтересирани во сето ова, ќе имаме размена на искуство и што е најважно, ќе имаме здрава нација, здрави жени, девојки кои што понатаму ќе бидат уште посилни и похрабри мајки. Мислам дека јас сум пример за тоа. Мајчинството поточно не ме смени, ако можно ми ги проши хоризонтите, ми ја продлабочи љубовта према спортот, према погледите према светот и што е најважно, свесноста дека детето единствената и најважната работа што никогаш во животов ќе работам. И да, навистина е работа бидејќи за физичкиот и за психичкиот раст на една индивидуа потребно е на цело општество, едно цело општество со правилни насоки, со спортови, со знаење, со социализација, со охрабрување за да бидеш подобар. И мислам дека уште сега поголем предизвик ми е да бидам мајка, затоа што треба да насочам една индивидуа во еден овој свет, да биде уште похрабра, поголема и со поголеми сваќања од мене. Али сакам дефинитивно нешто што е многу важно како мајка, што го сватив колку е кревка таа популација, колку е важна таа насока пред се во спорт за права здрава индивидуа. Значи мора да се вложиме во децата, мораме како општество да се секираме за сите деца, не само за сопствените гнеза. Мораме затоа што навистина во нив иднината, а иднината сакаме да ја гледаме исправена, убава, насмејана, да граби. Едно нешто што ми е моментално една цел во понатамошниот период, што следи е да работам со деца кои што навистина имаат потреба за тоа. Со самохрани мајки кои што навистина не можат и да работат и да внимаваат на детето и на физичкиот раст и на психичкиот раст. Значи тотално би помогнала во оние сектори каде што највише е потребно. А бенефит ќе има цело општество. Една здрава индивидуа, една здрава дете. Наодговорната работа, стварно мислам сега, детево го имам, ама тренерот беше навистина одговорна работа и се уште. Вие сте одговорни
буквално не само за физичкото здраве, за психичкото здраве на таа индивидуа, бидејќи не можете да го третирате телото без да го третирате умот. Значи за еден тренинг, за еден максимум да даде било кој индивидуа, бидејќи видите, не се сите професионални спортисти. Ниту треба да бидат. Треба да ја користиме спортот како насока за само подигнување. Мене мултитаскингот, фокусот, концентрацијата, се ми е зголемено како почнав да го имплементирам овој спорт. Во времето на ковидот беше тотален тест за тој ментален подвиг кој што сум го имала со години, сега се имплементираше тоа кога беше ковидот. Наместо да збеснувам и да барам тренинзи, физичка активност, напротив, тренинг на умот. Земав, читав, пишував, се експресирав на тој начин, не бев воопшто ниту агресивна, ниту што морам да направам паралела со овој спорт што најчесто поврзуваат со агресивност. Агресивност може да биде беспомошен човек кој што е свесен што се може, како може и колку е сериозноста на ситуацијата од аспект на да повредиш некого. Кога си со таа свесност, со таа перцепција, многу подруго гледаш на работите, на проблемите, многу посмирено. Нема толку агресија, не ни треба да има. Правилен тренер е исто соодветно нешто за вакви спортови. Многу луѓе имаат погрешна перцепција за спортот, бидејќи немале доволно добар тренер, кој што би им го доближил спортот, би им ја пренесел сето негово искуство, љубов и сите тие бенефити што ги има спортот, значи да го пробуди тоа во него, да се надмине себе си. Мене не треба да ме стигне себе да се надмине. Тоа е врвот. Кога ќе стигнеме до тој левел да ги гледам луѓето како се задоволни од тоа што до пред 10 секунди не можела и ќе поминат тие 10 секунди и се задоволни од самите себе. Тоа ми е огромна сатисфакција, тоа ми е огромно задоволство, кога не беше доволно љубовта према спортот, према сето ова што имам уште тоа. Прекрасно исполнување. И тоа е можно и само можно доколку се работи нешто што се сака, доколку се насочиме. Затоа велам јас, што и да работиме, како и да се посветиме, правете го тоа од почеток до крај и со љубов. Нема шанси да не успеа. Нема шанси. Самото тоа што луѓето ќе си се надминат себе си, што ќе си се значи, нема шанси за доволното лице да не го видиш. Значи тоа ќе ти биде наградата, нема Атанас дојде кај нас дојде кај мене поточно, Александар Патличанковски, нели Давов. Он доаѓа тука и така по препорака и он вика, јас не можам да замислам јас немам ваква перцепција за спортов. Јас не сакав да дадам нешто, ова е предизвик, ова е вика нешто високо толку ми, и јас сум го достигнала тоа да му го пренесам така за таква перцепција да има. Без разлика дали некого го бива или не го бива за спорт. Поинтата на крајот од денот да си здрава психофизичка индивидуа. Знаете, има еден дисциплината е тоа што те одржува фит и физички и психички. Затоа што ќе се појавиш и да не го направиш нештото како што треба, си се појавил. Стварно е плюс, навистина е плюс, него ли да се мразиш дома, да останеш дома. Да се надминеш себе си, да направиш еден чекор, макар погрешен, е многу поправилно него ли да седиш и ништо да не направиш, да имаш. Меѓутоа, храброста делува од собственото задоволство од себе. А тоа задоволство можеш да се задоволен сами од себе само ако работиш на себе, значи ако вежбаш, ако се надградуваш, учиш секојдневно. А тоа може само ако се сакаш себе си. Така да ако се сакаш себе си, повели на тренинг, ќе работиме и ќе си се надминете себе си.